Изминативе 6 месеци членовите на Чивнинг алумни Сдруженијето во Македонија го спроведуваа проектот Aspire and Achieve, кој што имаше за цел да им помогне на младите да се охрабрат и да се устварат во некои професии кои што на прво можеби и не би им биле толку достапни. Ова здружение е заедница на студенти кои што студирале во Обединетото кралство со поддршка на стипендијата Чивнинг и по завршување на магистерските студии се вратени во Македонија и тука продолжиле со работа и со кариерен развој. Работевме во 4 општини, гледавме да опфатиме различни плански региони, се со цел да допреме до повеќе млади луѓе. Првата работилница која што имавме беше во Гостивар, ја модерираше Матеј и мислам дека ни даде некако добар влез во самите активности. Сакам да зборуваме за некои од можеби нетипичните магистерски студии, нетипичните кариерни пати кои како ние членовите, така и другите членови на нашата организација ги имаат поминато и кои ги прават тековно сега во течаот. Овој проект го започнавме во Гостивар и имавме среќа да имаме мешана група од средношколки и средношколци кои броја отприлика 20 на учесници. На овој настан ги имавме Гудзим Нухил, Илина Мангова и Марко Гучевски. Тројцата говорници се од општествените и хуманистичките науки, изборува за проблемите и предизвиците како на национално ниво, така и на локално ниво, како во градови, како во Гостивар, и баш овие разговори отворија понатаму дискусија и со самите средношколци, кои изборуваа за нивните искуства со проблемите и како тие размислуваат за да, во иднина да може да се решат. It was a nice opportunity given by the Chivnink scholarship to study what I want and where I want. And it would be a really great opportunity for you if you manage to get there. Definitely you can find your place under the sun there. Целта беше да во најмала рака да се размрдат малку самите средношколци, да размислуваат малку по-прогресивно можеби за тоа дека не треба да се пасивни, да кажам, учесници во градот, туку дека може тие да бидат некои од двигателите на промените кои сакаат да ги видат. Тоа може да биде на некое минимално ниво, како вклучување, да кажам, на некоја најбазична еколошка организација за средување на парковите, до директно активно учество во политиката кога ќе наполнат 18 години ако сакаат да го прават тоа преку тој канал. Самите стипендија Чивнинг, но и други такви слични стипендии кои нудат дали додипломски, дали постдипломски студии во странство, носат енормен бенефит за кога станува збор за самите програми, самите содржини што се изучуваат, искуствата, разговорите со професорите, со другите студенти и така натаму, и дека тие искуства, баш тие искуства, е од голем бенефит да може да циркулираат, односно да се вратат назад. Се со цел за да може да се направи подобра средина не само за нив, туку и за поширокото општество. The shared knowledge from the teachers, from professors, but also of your peers will be much higher, so you will learn a lot more, and then you can bring that here and improve the standards here as well. I don't know if this myth still persists in this age, that what you study, you work, which is, there's no reason for me like that. Life is full of opportunities and we don't have just one talent. Зошто е битно уште во средно училиште да ги слушнат ваквите можности учениците? Тоа е затоа што кога размислуваат перспективно за она што би сакале да прават. Значи, зборуваме тука за самите студии, понатаму за развивање на некој кариерен пат. Битно е да знаат кои се можностите за ако имаат аспирација да постигнат нешто повеќе, ако сакаат да патуваат, да учат од врвни експерти, да учат можеби на најдобрите универзитети во светот. Ваквите стипендии како Чивнинг е битно да се знаат за да може да ги планираат однапред. Следната средба со младите ни беше во општина Штип,
каде што навистина имавме топол пречек од младите таму. Оно што беше различно беше што во публиката, односно присутни, беа повеќе девојки отколку момчиња. И мислам дека тоа влијаеше малку на дискусијата секако. Имавме многу интересни говорници во Штип. Ни беа Гордана Вринцовска, таа е професорка по моден дизајн, која што тој магистрирала во Велика Британија. Имавме Кире Василев, кој што има многу интересна магистратура во тема која што не е вообичаена кај нас, се занимава со труд, активизам и промени. И го имавме Мартин Данчев, кој што е вака од помладата генерација на чивнинг стипендисти, кој што пак се занимава со музичка продукција и со инженерство на звук или музичко инженерство. Приказната, односно дискусијата се вртеше околу лични избори. Не беше само околу самите студии, како ја го правиш изборот на својата професија, каде почнуваш, каде завршуваш. И имаше едни многу лични приказни, споделија говорниците, за тоа како започнале со едно нешто, со нешто што им било хоби или пак нешто што им правило задоволство, ни го разгледувале како можна професија. Меѓутоа, низ годините и со можноста да студираат такви теми кои што кај нас можеби ги нема на тоа ниво на учење, не се студираат тие, успеале да направат од тоа професија. Тоа се било затоа што не сум си одговорил, не бе, мене немала да ме изберат и така натака, туку сум пракел апликации. И сум добил многу пати не може, така натака, меѓутоа, тие неколку мислам дека да носат многу понапред отколку сите 100 не. Нема еден прав пат бирањето на професијата, дека тоа е крива патека, некогаш се оди напред, некогаш се оди назад, меѓутоа дека важно е да се прави тоа што се сака и тоа што е интересно. И дека со вакви стипендии како што е чивнинг може да си отворат можности и да учат нешто кое што можеби кај нас не се нуди во моментот. Има една интересна динамика што се случува во нашето општество, а тоа е дека кај нас и статистички, реално е дека девојките се пообразовани, односно жените се пообразовани од мажите. Меѓутоа, од друга страна ги нема никаде на пазарот на трудот. Значи, на оние места каде што понатаму може да се реализираат и да имаат добробит од тоа што го учеле, нив ги нема, односно ги има во многу помал број од мажите. Многу помалку жени се вработени, многу помалку девојки се вработени отколку мажите во Македонија. Оно што исто така го напоминавме на овие разговори кои што имавме со младите или произлегува практично од тие разговори беше дека немаше сега да се седе на индивидуалната амбиција. Дека ако сакаме да имаме образовани млади, ако сакаме да имаме образовани жени, ако сакаме да имаме жени на пазарот на трудот, повеќе на повисоки позиции, бидејќи тоа е еден од предизвиците, жените и таму каде што ги има не се на раководни на менаџерски позиции, дека треба тоа да биде поддржано од државата, дека мора да има системски решенија. Решенија кои што ќе улеснат на жените да можат да се занимаваат со професијата што ја сакаат, без да мора да се грижат дали при тоа ставаат нешто друго во втор план. Студиите од Велика Британија ми помогна да добијам во себе една сигурност во тоа што го знам. Една од причините поради која што сакавме да се фокусираме на девојките во овој проект е тоа што знаеме дека недостасуваат жени на одлучувачки позиции и во политиката, и во економијата, и сакавме на некој начин да ги поттикнеме и да им кажеме на девојките дека тие позиции не се недостижни, да видат како тоа се прави во Велика Британија, како функционираат тие системи и понатаму да можат и да ги применат овде кај нас. Па чеке малце, ова кај нас не го знаа, не се применува. Зошто да не го пренесеме на нови генерации, на други млади луѓе кои што се заинтересирани да учат дизајн. Во нашата асоциација веќе имаме жени кои што се на одлучувачки позиции во нашето општество во различни области. Тоа е тоа, некогаш те надеж, животот е плима и осека, има и добри и лоши страни. Да ви благодарам што слушавте и се надам нешто ве инспирираше да си го најдете вашиот пат, зашто секој си има свој пат.
Предпоследната и трета работилница ја направивме во Струга. За нас, како Чивнинг алумни организација, е многу значајно знаењето што го имаме да го споделиме со младите, затоа што ние сме имала прилика да одиме во странство, да се школуваме, да се вратиме и некако има додадена вредност и смисла сето тоа кога го правиме за да вратиме знаење, да охрабриме млади луѓе и понатака да се школуваат, затоа што многу од можностите не знаат дека постојат и многу нови патишта може да им се отворат кога ќе го следат она што навистина има интерес. Се гледа дека им недостасува поддршка на младите, особено во тие некои преодни периоди на избирање на кариера, избирање на училиште, запишување на факултет и слично. Бенефитите од студирање во странство или конкретно во нашиот случај во Обединетото кралство се тоа што ние влегуваме во еден образовен систем кој што функционира на сосема поинаков начин од тоа што сме научени да го гледаме тука. Таму има една средина која што не поддржува, која што ни остава простор да истражуваме, ни ги дава сите ресурси кои што не се потребни и не мотивира. Може би и лично, нашата главна научена лекција низ целото Чивнинг искуство кое што сме го имала е дека возможно е да добиеме прилика да сме дел од образовен систем кој што е поразличен од нашиот и уште поважно кариерно да се напредиме во области во кои што не би можеле тоа да го направиме дома. Важно ни беше младите да видат примери, да слушнат искуства, но и да се охрабрат да размислуваат пошироко од тоа што локално го имаат, локално го гледаат или го имаме само во нашата земја. Патувањето го завршивме во Струмица, центарот на југоисточниот регион. Во публика поканивме матуранти и средношколци од сите 5 гимназии во Струмица, како и млади од локалните организации, како дебатни клубови, невладени организации, соодветно на профилот на Чивнинг стипендистите. Чивнинг стипендијата е намената за млади кои што се амбициозни, кои што се информирани за својата околина, кои што се свесни за тоа што се случува околу нив и токму вакви беа и младите кои што дојдоа во публика на овој настан. Во склоп на настанот во Струмица имав прилика да модерирам панел со 3 говорнички кои што случајно тековно имаат ангажман на високообразовни институции во државава. Тоа беа Васка Лешовска, која што е асистентка на факултетот по психологија, предава социјална психологија, Катерина Бончева, која што е доцентка на Универзитетот на Јорк во Солун, предава маркетинг и односи со јавност, и Ангелина Станојовска, која што работи во полето на криминалното право, криминологијата и моментално има професорски ангажман на Универзитетот во Битола. Фактот што сите 3 говорнички на овој настан имаат тековен ангажман на некоја високообразовна институција, даде интересна можност да се слушна перспективата од нивна страна или од другата страна на тоа како се разликуваат образовните системи во Велика Британија и овде во Македонија. Фокусот на оваа дискусија го ставивме на децентрализацијата на можностите како тема, а тоа е дека не постои само еден центар и дека не постои само една кариера, единствен линеарен кариерен пат. Ние секогаш тоа што ќе го избереш на почеток ќе ти биде кариера на крајот и да има многу можности, особено денес, за промена на кариера, за надоградување, за нека адаптирање или барем свртување во некоја насока што е блиска. Окей да сгрешиш и окей да го смениш после 4, 5, 10, 20 години. Идејата е дека кариерната патека не е линеарна и дека таа може да се менува во текот на професионалниот живот, како концепт е нетипичен за нашето поднебје. Но во Велика Британија тоа е многу нормално. Во британскиот систем многу често токму мастер студиите служат за вакво принасочување во кариерата. Изборот на првата студиска програма на додипломски студии не значи запечатена судбина и дека тоа е професија која што не може да се менува, туку е само почеток на стекнувањето знаење и оттаму тргнува целиот кариерен пат и развој. Она што е важно е да се остане храбар и отворен за можностите. И ова е таа перспектива што се отвара по студирањето во Велика Британија. Луѓе имате уште многу шанси понатаму во животот.
да се менуваат и да растат. Така да не е плашен изборот, да ќе одлучите кој ќе сте, туку да се радуваат на можност да се развиваат. Тие 14 месеци кога што бев таму ме сменија комплетно, значи и на професионален план, и мене како личност. Удевме со овие настани надвор од Скопје, за да го пренесеме гласот за Чивнинг и за оваа можност до младите кои што живеат во помали средини. На оваа тема зборуваше амбасадорот Метју Лосон, кој што ни се придружи на настанот во Струмица. The thing I would add is a sort of personal message of how important this is, I hope, to you. So I didn't grow up in London. I grew up in a small town in England, and I had literally no idea what I wanted to do as a career. And I didn't have the Chevening Scholarship Programme, so I didn't have someone and a programme to apply to. And to be quite honest, becoming a diplomat was a stroke of luck because I met a diplomat at a wedding, and that was the way that I decided to study what I wanted to study, and that changed my life. But I think you have a stepping stone ahead of someone like me in the sense that you have this fantastic programme and opportunity now to learn about it. It really will change your life. It's a fantastic opportunity to study at one of our brilliant universities. Thanks especially again to all of you. By bringing it to towns and cities around North Macedonia, it's not only the guys from the great schools in Skopje in the capital that get an opportunity to do this programme, it's everyone from every town and city in the country has an opportunity to do this programme. I feel very strongly about that from a small town in England, that's really important to reach all of you. Може би проектот го затвараме во март, меѓутоа понатака овие конекции ќе продолжат. Младите ќе можат да им се обраќаат на нашите членови, ќе креираме простор за разговор, за поддршка, зашто на крајот од денот целта на нашето здружение е токму она што ние го знаеме или сме го научиле преку искуството, да го донесеме, да го доближиме до младите тука и да им направиме малку полесно да им биде во барањето на својата професија или студија во странство.